Здраво и добре дојдете на третиот ден од фестивалот Букстар, кој годинава се одржува под слоганот Метаморфоза или The Metamorphosis, слоган кој е преземен практично од англиската верзија на насловот на расказот Die Verwandlung на Франц Кафка, а во чест на 100 годишнината од неговата смрт која се обележува оваа година. Антолог како издавачка куќа која што како што можете да видите од приложените дела има приопштено голем дел од делата на Франц Кафка на македонски јазик. Тоа се романите Процес, Америка и Замок, како и дневниците. А вака една свежа информација, до крајот на годината треба да излезат и собраните раскази. Тоа се сите куси раскази и ептен кратки прози кои што ги има објавени, значи до сега се појавувале во одделни книги, во одделни книжки како помали едици, меѓутоа сега целокупната проза, значи што не е романескна, ќе се појави до крајот на годината во издание на Антолог. Така што решивме да ја дадеме оваа иницијатива и преку фестивалот, а и особено преку овој настан денес за навраќање на творештвото на овој голем автор, а во склоп на 10 годишниот јубилеј на фестивалот на европска литература Букстар. За мене, како пред се како огромен обожавател на неговото дело, можам да кажам слободно дека е мој омилен класик, ако не е генерално автор. Овој денешен настан има навистина едно посебно исклучително значење. Франц Кафка 1883-1924 е автор со многу идентитети, а самото тоа што тие нешта понекогаш и се во спротивност една со друга, и како и неговото творичество и со многу апсурди. Пишувал на германски јазик, се родил во еврејско семејство, најголемиот дел од животот го поминал во Прага, денешна Чешка, но тогаш Бохемија, која што кралство Бохемија кој што било во склоп на Австро-Унгарската империја. Неговите родители говореле јидиш, односно ние тоа си го викаме еврејски. За него се велело дека говори лошо чешки, а дека кога го говори германскиот го говори со некој чешки акцент. Дека бил најстар, имал уште 3 сестри и 2 браќа кои што многу рано починале. Значи почнал хемија, но студирал право, работел во осигурителна компанија, имал комплициран однос со таткото, постоеле повеќе жени со кои што бил во врска, дури бил и верен, но со ниту една од нив не склучил брак. Најзвучни Фелице Бауер и Милена Јасенска. За конечно да умре многу млад на 40 години од туберкулоза. Кога сите овие факти ги ставаме на едно место, звучи дури како некоја многу комплицирана фантазија, особено кога ќе додадеме дека неговиот пријател од младоста, од Макс Брод, му оставил завештание да ги уништи неговите ракописи, а тој не го сторил тоа, уште толку целата оваа приказна добива на вредност. Но и покрај ова што е живот, ќе говориме и за животот, ќе говориме и за делото. Јас би спомнал пред се за неговото дело, бидејќи целата инспирација и целата љубов кон Кафка практично е кон неговото дело, неговото творештво, во кое што се меша реализмот и фантастичното, бизарното и енигматичното, бирократијата и религијата, абсурдот и хуморот, а огромно место имаат вината и отуѓеноста. Процес, Замок, Америка, кој што е практично недовршен, а е и истовремено и неговиот најведар, најхумористичен дури на некои моменти роман. Преобразба, Селскиот доктор, писмата, дневниците, тоа се вака првите асоциации кога ќе говориме за неговото творештво. И тоа е тоа што останало. Се смета дека до 90%, дури можеби 90% од неговото творештво тој самиот го уништил, но и тоа што останало било толку моќно што тој стил си го нарекуваме кавкијански. Значи тоа условно малку, а всушност многу создал некој препознатлив е по својот стил. Така да речи си да нема лик од делата на Кафка што нема сигнификативно име или не станало некој омен низ времето. Дали е тоа Јозеф К, Грегор Самса, Карл Росман или едноставно К, Кафка е мајстор да создаде лик образец и лик еференца. А денес за овој голем автор ќе зборуваме со неколку големи мои соговорници, само накратко ќе ги представам.
еве да почнеме со професор доктор Венко Андоновски, кој што го знаете сите, тоа е македонски романсиер, раскажувач, драмски писател, критичар и универзитетски професор на филолошкиот факултет. Да, нема никој, значи импозантна бројка на отпечатени и продадени примероци, над 70.000 примероци, има 42 книги од најразлични жанрови, романи, раскази, драми и така натаму. Драмите исто така бројат рекордни бројки, 150.000 гледачи, некои од нив играле со близу 100 изведби. Што друго, члена на Друштвото на писателите на Македонија, на Македонскиот пен центар и дописен член на МАНУ. До мене е веднаш и Сонја Стоменска Елзесер, научен советник и професор на Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Нејзини истражувачки интереси се компаративната книжевност, културолошките студии, културната географија, славистиката и македонистиката, члена на Друштвото на писатели на Македонија и на Македонскиот пен центар, објавила неколку книги, есеи и книжевна критика и е еден од основачите и главен уредник на ревијата за компаративна книжевност и културолошко истражување. Почнав од мојата десна страна да ја завршиме, тука е Зорица Николовска, која што работи како редовен професор на катедрата за германски јазик и книжевност и на катедрата за преведување и толкување при Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, каде што и го комплетира реално своето образование факултетско, а и докторатот. Во повеќе наврати реализирал истражувачки студентски престои на универзитетите во Германија и Австрија. Со своји научни трудови и предавања учествувала на голем број домашни и странски меѓународни научни конференции, семинари и работилници и автор е на бројни научни трудови. Како преведувач добитник е на наградата Златно перо за 2014 година за превод на делото Фантастични раскази од Хофман. Од мојава лева страна идеме да измешаме Бенјамин Лангер, роден 1976 година во Германија, студирал германистика и историја на уметност во Бамберг и Будимпешта. Од 2005 до 2009, она што е поврзано со нашиот контекст, работи како лектор на катедрата по германистика при Филолошкиот факултет Блаже Коневски на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Од 2009 година живее во Берлин, каде што работи во одделот за меѓународна соработка на Слободниот универзитет Берлин и преведува тоа е за нас особено важно, преведува македонска литература на германски јазик. Во 2018 година се здобила со докторат на тема за имагинации на Македонија во книжевноста на германски јазик. Во негов превод до сега се преведени Влада Урошевиќ, Гоце Смилевски, Петре Андреевски, Дејан Трајковски, Румена Бежаровски. Се надеваме дека овој список нема тука да заврши. До мене Јасминка Делова Силјанова, уште еден професор од Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, но овој пат предава на катедрата за славистика, каде што предава чешка граматика и чешка литература и практика на преведувањето. Ние со неја прво започнавме како преведувач и стои зад голем број на преводи. Ќе спомнам само дел од авторите со презиме, известни чешки автори Немцова, Каталпа, Вивек, Солкупова, Хаичек, Шинделка и така натаму. Последно, но не најмалку важен, секако Бобан Здравковски Андреевски, книжевен преведувач и уредник, има преведено повеќе дела од германски, англиски и руски јазик од автори како Франц Кафка, Томас Ман, Карл Јунг, Артур Шопенхауер и други. Автор е на бројни графички решенија за книги и книжевни списанија со 25 годишно искуство, активно работи на уредување на колегии, со други зборови колеги сме во издавачката куќа. Антолог, така што неговиот подпис и не само како преведувач и на друг начин се согледува во овие книги на Кафка и во одна што ние го издаваме како антолог. Бидејќи почнавме со професорот Венко Андоновски, ќе почнеме со вас и со прашањава. Бидејќи од сите нас овде, вие не само што сте единствен писател, себе си се исклучувам, туку и писател која ти си писател? Да, но туку и писател која веќе, ако можам да кажам, еден современ класик во македонската литература, онака како што е Кафка во европската или во германската, чешката или како денеска можеби ќе растајниме во која се литература.
Вие уште во вашето рано творештво, во збирката Раскази квартот на лиричарите од 1989 имате раскази или раскази кои што се инспирирани, ако не се лажам, од творештвото на Кафка. На едно место и самиот велите, кога бев млад и кога се барав себе си, сакав да пишувам како Кафка, како Маркес, како Борхес. Но се додека не се прашав, а знам ли да пишувам како Венко? Колку вие од почетоците до денес сте пишувале како Кафка и колку сметате дека во македонската литература е присутна неговата сенка како автор? Добро. Најпрво ти благодарам за ова е вклучено, дали? Па мислам не, црвеното. Најпрво ти благодарам за комплиментите. Далеку сум од Кафка. Меѓутоа ќе ви одговорам кратко. Мојата генерација беше обседната од Кафка. И ми требаа многу години да сватам зошто, што беше тоа. Прво, Кафка секогаш влече еден идеолошки тоталитарен контекст, а тој контекст тоталитарен се шири и на семејството преку фигурата, символичката фигура на власта на таткото. И ние во тоа време, а тоа е време, внимавајте, јас ќе напишав драмата Бунт во домот за старци. Ни беше преку глава од старци кои раководеа со политика, сега јас сум тој старец, седам овде, сега младите треба така да размислуваат. Мислам дека не привлекуваше токму поради тоа. Раѓаше, тоа денес го вика дистопија, еден страутен тоталитарен режим кој што ние сакавме да го копираме. И ти рече, внимателно те слушав, ти благодарам, раскази инспирирани од Кафка. Раскази плагирани по Кафка. Значи, ние сакавме да пишуваме како Кафка и јас тоа не го кријам. И дури, ако некој успееше тоа да го направи, се сметаше дека припаѓа на некоја авангарда во таа книжевност. Но нормално, сите ние се угледуваме, како се вика, на писатели, и тоа е нормална работа, кога човек учи да пишува, се бара, ајде како овој, ајде како овој, дури и школите за креативно пишување функционираат по тој принцип, се до оној момент кога ќе се прашаш, добро, а знам ли јас да пишувам како Венко? Кафка е важен поради тоталитарниот контекст кој тогаш владееше во културата, а ќе кажам и пошироко, како општествено уредување, и има уште еден резон, барем според мене. Ние растевме обкружени со идоли и поети и прозаисти кои имаа многу висока температура на текстот. Јас тој термин сам си го ковам и си го... Температура на текстот, за да сватиме што е, треба да Радован Павловски со оние негови огнени метафори, Петре Андреевски со една реченица, мислам, која носи температура, во секоја реченица има температура, трагедијата на Јон, на Велика, на... Или, и не би ноќ по закопот на, како беше, најдена Стојковчи, најден се врати дома. Тоа е се висока температура на текст. А тоа е нашата традиција, Сердар, знаете како почнува. Со највисока температура можда на текстот, како беше, пискотници се слушаат, од Галеч не го река, што не, и така натаму, и така. И значи, во една таква топла култура, со високи температури на текстови, одеднаш доаѓа ова. Без друго некој го беше наклеветил Јозеф Ака, оти тоа утро без да стори ништо лошо, како беше со барката од господја Грубах, не могу донесе појадок. Беше уапсен. Беше. Значи, гледайте се, одеднаш паѓа температурата и ние сакавме така да пишуваме. Тоа ни беше, како да кажам, оти внимавајте, неверојатниот настан. Ние го сакавме неверојатниот настан. Во една предвидлива здодевна култура, неверојатниот настан го сакавме и се овој се буди како инсект. Така. И Кафка нема потреба да ве убедува дека тоа се случило. Тој негов реализам на фантастиката е фасцинантен.
Како вие тоа го прифаќате како жанровска конвенција веднаш дека е можно. Петре не е тако. Петре ќе каже дека Најденко по погребот се вратил дома, ама има потреба да дообјасни зошто се врати, беше ли нешто заборавил или не, дал некој или на нешто се беше сетил, тоа Кавка нема. И ние го сакавме тоа, таа зачудност. Бевме фасцинирани, признавам, го имитиравме и Кавка остана за нас и за мене е се уште голем автор. Мислам дека човек кој не го читал Кавка не би можел да ја разбира книжевност. Благодарам. Професорке Николовска, вие во својата академска и научна работа повеќе пати сте се навраќале на темата. Микрофонот, извинете. Вие во својата академска и научна работа повеќе пати сте се навраќале на теми и аспекти поврзани со Франц Кафка. Може ли сега од таков ракурс на проследувач на германската литература и како единствен читател на Кафка во оригинал меѓу нас, освен Бенјамин Лангер, и од аспект на тоа дека за време на неговиот живот за Кафка многу малку во јавноста реално се зборувало. Да ни кажете сега, откако тој стана препознатлива фигура во тој германско-јазичен свет, веднаш после Втората светска војна, на светско ниво во 60-тите години, да ни кажете како е тоа, како сега активно го читаме, и преведуваме и толкуваме и се соочуваме со неговите дела. Може ли да одговориме кој е Франц Кафка? Конечно, што е тоа што неговите дела ги прават толку посебни денес, наспроти времето во кое се настанати и кога речиси не биле забележани. Туку вниманието паднало во некое подоцнежно време, бидејќи тој објавувал и во периодиката, можеби романите не ги објавил, меѓутоа раскази објавувал, и тоа многу тивко, многу слаби одгласи. Така да ете таков еден ракурс. Ви благодарам, Жарко, за прашањата и за поканата да учествувам на оваа панел дискусија. Пред да ви одговорам на ова прашање, дозволете да се надоврзам на колегата Венко, кој ме инспирираше со зборот висока температура. Гледам, овде има млади лица во публиката, што особено ме радува. Би го споменала терминот се модерен виралност, нели? По повод 100 годиштината од смртта на Кафка, не само вие, туку и цел свет прави голем број на манифестации, и тоа од секаков тип. Во Германија се снимаат филмови, серии, документарци, се прават раунд-тейбл разговори на тема Кафка. Па дури и до Кина и Јапонија оди тој тренд. На хаштагот Франц Кафка, ако напишете хаштаг Франц Кафка, на TikTok, тој податок утринава го прочитав, дека Кафка има околу 100.000 видеа до сега, само 24 година, за него, и дека одредени видеа дури и 100 милиони пати биле прегледани. Кафка, меѓу другото, на некој начин индиректно ќе ви одговорам на едно од вашите прашања, колку е актуелен. Денес, така велат, преку ова негово присуство на социјалните медиуми, на социјалните мрежи, TikTok пред се, мислам, и Instagram и Facebook, ама на TikTok ги има посебно тие видеа, придонел, така велат, за зголемување на воопшто на читачката култура кај младата публика, бидејќи денес се вели младите имаат малку трпение да читаат книги и така натаму. Еве еден автор како што е Кафка придонесува за популаризација, тој станува еден вид феномен на поп културата денес по повод неговата 100 годишнина од смртта. Тоа е еден податок за кој не можеме да кажеме дека може да се сподели со некој друг автор или не знам јас во моментот да кажам кој е тој друг автор што има толкава светска репутација како Кафка. Кафка е пред се феномен кој остварил во книжевноста огромно културолошко влијание. И тоа не само во просторна смисла, не само што е денес еден од најголемите автори германско-јазични, ќе кажам внимателно, бидејќи постојат дискусии дали е австријски, бидејќи живеел во тогашната австро-унгарска монархија,
дали е германски или пак е чешки автор, како и да е, тој остварил огромно културолошко влијание кое вие и го споменавте, се субсумира со еден поим кој влегува сега како флоскула, влегол како флоскула во книжевната теорија, тоа е кавкијански свет. Овој негов кавкијански свет станал толку популарен што мнозина го читаат. Сега кој е Кавка? Вие кажавте дека Кавка, со право забележавте, имал многу идентитети. Во ниеден од тие идентитети не се чувствувал сигурен, имал истовремено повеќе, значи живеел во една средина која била чешка, значи мнозинското население било чешко во тоа време од 1883 до 1924. 10% од населението во Прага биле со германски јазик како мајчин јазик. На Кавка мајчиниот јазик му бил германскиот, чешкиот исто така одлично го знаел, бидејќи таму живел и посетувал училишта. Меѓутоа, оние што го истражувале Кавка, има повеќе научници кои го истражувале, велат дека Кавка не го говорел германскиот јазик како што го говореле другите германци кои живееле во средини каде германскиот не бил малцинство, значи каде германскиот јазик бил во мнозинско, зборуван од мнозинското население. Значи неговата едноставност на изразот во германскиот јазик, нешто што на што ние денес му се восхитуваме, толку едноставни реченици кои звучат како еден судски извештај често пати. Во процес самиот главен лик станува доказен материјал на целиот судски процес, се должи меѓу другото и на веројатно и на тоа што тој германскиот го научил во Прага и го практикувал меѓу малцинското население. Тој е првиот аспект, Кавка, првиот идентитет, Кавка како представник на една малцинска книжевност. Кавка е познат како автор кој не ја сакал метафората, дури напишал и есеи против метафората, но ги сакал сликите. Изразување во слики, и сега ќе го цитирам Кавка, една негова многу интересна мисла за тоа како тој ете така си поигрува со сликите, при што ја опишува што е тоа малцинската книжевност во Прага. Мисли на германски јазик, а тука спаѓа не само Кавка, тука спаѓа и Франц Верфел, тука спаѓаат и други познати автори. И тој вака вели: малцинската книжевност во Прага е како, да се изразам сега со политички коректниот термин, ромска книжевност, која го украла германското дете од колевка, го облекла, го нахранила, го одгледала и го научила да игра на жица. Тоа е една така прекрасна мисла на Кавка за неговата слика за малцинската книжевност. Би се задржала на тој прв аспект Кавка како представник на малцинска книжевност во Прага. Вториот идентитет кај Кавка е неговата припадност кон еврејската заедница, исто така малцинска, кон која тој не може да се каже дека Кавка бил религиозен автор, ниту пак дека бил вистински, иако се интересирал за ционистичкото движење, учествувал во тие здруженија, дури на старите, пред самиот крај на својот живот, како што кажавте, умира рано, 24 година, поради туберкулоза, која заболел во 1917, значи бил свесен за смртта 5-6 години пред да почине. 2018, да кажам еден интересен податок, се заразил од шпанскиот грип, еве сега нели имаше корона, што е ослабил неговата состојба здравствена, поради што и можеби уште порано, можеби ќе живеел подолго. Сакам да кажам, вториот идентитет е еврејскиот и дури пред крајот на животот ја запознал една трета личност од женскиот пол кој вие не го споменавте, тоа е Дора Диамант, млада девојка, 20 години помлада од него, од која знаела хебрејски и со која заедно го учел тој јазик, не го знаел и планирале да заминат во Палестина, но ете тоа не се случило. Значи, Кавка го чувствува тој еврејски идентитет како дел од неговиот комплексен, повеќе слоен, повеќе кратен идентитет.
Третиот идентитет на Кафка е нешто што е поврзано со неговата поделеност во приватниот живот и општествениот живот. Кажавте, споменавте и општо е познато дека тој бил правник по професија и дека се вработил по завршување на студиите во една осигурителна компанија. Зошто? Затоа што таа му овозможила да работи од 8 до 2 часот, а потоа да може да се посвети на книжевноста. Не можел да живеел и во периодот на Првата светска војна, но не бил не учествувал во војната, бидејќи бил здравствено не ги поминал здравствените прегледи, бил со премногу слаб. Имал околу 182 сантиметри, а 60 килограми и поради подхранетост не бил примен во војска. Значи не учествувал во Првата светска војна и во налетот сега на војната, на болеста, тоа е една кризна состојба и кај него. Би кажала таа поделеност, до таму останав. Сега третиот идентитет, поделеност помеѓу Кафка како писател и Кафка како бирократ. Зошто е Кафка голем писател? Затоа што некој велат дули бил пророк, ги предвидел големите настани, битни настани во светската историја, како што се воените пустошења, Холокаустот. Веројатно да не умрел 24-та година, ќе завршил како и неговите 3 сестри кои биле жртви на Холокаустот, умреле во концентрациони логори. Можеби и тој ќе бил интерниран во логорите на смртта, ако не успел да емигрира, како што правеле некои од нив. Меѓутоа тешко дека тоа ќе го сторил, знаејќи каков повлечен човек бил. Затоа не можеме сега да зборуваме. Значи, таа поделеност во општествениот живот помеѓу бирократскиот систем и приватниот затворен, еден прилично изолиран свет и конфликтите во семејството со таткото и така натаму. Да се вратам сега на прашањето како се интерпретира Кафка и зошто е тој голем писател. Ќе споменам еден швајцарски нобеловец, односно писател на германски јазик, роден во Бугарија, меѓу бугарските германисти е посебно истражуван, тоа е Елиас Канети, кој во својата книга Маса и моќ, можеби идеја за превод на таа книга од секогаш ми била интересна, вели дека Кафка е затоа толку голем автор, бидејќи како никој друг не ги искажал, не ги представил така добро системите на власт и моќ, сите оние зацкриени, нетранспарентни, невидливи елементи на системите на моќ и владење. И бидејќи од една страна, бидејќи тоа времето во което живеел бил време на јакнење на политичката моќ, развој на капитализмот, на индустрискиот капитализам, и на некој начин, сега повторно да употреба еден модерен термин, бирократијата како една полувештачка интелигенција. Зошто? Затоа што работи според точно бирократите се луѓе кои, значи се чиновници, луѓе кои мислат, меѓутоа работат и делуваат според стрикно како машини, според определени правила. Билотина. Да. Значи, тоа е третиот идентитет, неговата поделеност во меѓуопштествениот и приватната сфера. Застанавме кај точката толкување на Кафка. Познати се повеќе видови толкувања. Ками вели за Кафка има толку многу, величината негова е што нуди огромен број можности за толкување, а истовремено не гарантира дека ниту една од нив е точна. Значи, затоа и сите ние во овој академски, писателски, интелектуален круг, преведувачки круг, што ќе кажеме за него, на некој начин, ако зборуваме со Кафка, можеме да кажеме нешто што не е гаранција дека ќе биде комплетна вистина, бидејќи Кафка е толку сложен автор. Што и да кажеш, поиќе ќе премолчиш. Да. Кафка го прикажува поединецот како лице кое постојано талка
е во потрага по нешто, во тој административен, бирократски режим кој постојано треба да дојде до една цел, но не ја постигнува. Кавка е познат и по своите инверзии на пример на библиски цитати или на митолошки цитати, па Кавка вели тој што бара нешто, ако тоа што го бараш нема да го најдеш. Но ако не го бараш, тогаш ќе бидеш пронајден. Wer sucht, findet nicht. Wer nicht sucht, wird gefunden, вели Кавка. Што е инверзија? Една инверзија на библискиот цитат, тропни, чукни на вратата да ти се даде. Значи, тој ликот, субјектот трага по нешто, што е тоа по што трага, тоа е големото прашање, дали трага по Бог, по вистината, по правдата, по некој патоказ кон вистината или по некое сознание, само сознание, тоа се тие големи прашања, по што трага субјектот кај Кавка. Кавка нуди повеќе можности за интерпретација почнувајќи од, можеби нема автор за кого има толку многу биографии напишано, секоја година јадници трудови се пишуваат за Кавка. Ви кажав, дури неговиот најпознат истражувач предлага да настапи еден вид мораториум на пишување на коментари за Кавка, бидејќи тие се закануваат да го замаглат, засенати неговото примерно дело. Понатаму би сакала да кажам и дека постои, значи, покрај тие биографски, автобиографски, односно психоаналитички толкувања на делото на Кавка, постојат и митолошки, екзистенцијалистички, социолошки и така натаму, како и да се свртите, секогаш ќе се вратите на таа формула за кавкијанскиот свет, кој е синоним за нешто абсурдно, загаточно, нешто што до крај останува загатка. Како и да е, ќе се вратите и на некои основни емоции за кои зборува Кавка. Тоа е стравот, заплашеноста пред режимот, пред високиот суд, во еден систем во кој секому е денунцијант, во кој не знаеш од кој агол ќе те начека. Ликовите на Кавка се движат по некои лавиринти, по некои ходници, одат во некои, се скалчуваат по скалила, каде им не достига чист воздух, ќе се задушат и никогаш нема да дојдат до големиот судија. Кој е тој? Дали е судијата, дали е таткото, дали е Бог? Тоа се тие можни толкувања на Кавка. Кавка, инаку, покрај тоа што студирал право и пишувал во ноќните часови, еве, познато е дека пресуда, значи 6 дела сметал дека треба да се објават. Сите останати дела кои се бројат, значи тоа се вкупно околу 350 страници, му рекол на Макс Брод дека може да ги објави. Останатите околу 80 раскази, подолги и пократки, 3 романи, сето тоа треба да го запали. Не е тој единствен меѓу писателите кои не биле задоволни од напишаното. Познати се и други автори кои сакале делата да им бидат уништени. Се поставува прашањето зошто сам не се ги запалил делата, ако веќе толку сакал да му бидат запалени, уништени, веројатно сметал дека тоа и нема да се случи. Еве, за почеток толку за Кавка, па понатаму можеме да дискутираме. Ви благодарам, уживо. Ова звучеше баш како едно предавање за Кавка кое што ни даде доста информации, меѓутоа и ваши современи толкувања и на некој начин ја начна темата која што сакам со професориката Сонја Стојменска-Елзецар да ја начнеме, а тоа е следната. Лично животот на Кавка го доживам како некое постојано бегство. Бегство од јудаизмот, бидејќи во подоцнежниот живот тој речиси целосно се дистанцира, па дури мислам дека има изјавено дека е атеист.
Исто така бегство од таткото, со кого што имале еден навистина многу комплициран однос, кој што делумно е објаснет или можеби дополнително загатнат во писмо до татко ми. Бегал напати од фамилијата, од сестрите, мислам тука пред се, сакајќи да си најде капче и време и простор за себе, односно да пишува, да создава. Бегал и од бракот, бидејќи нели се говори за тие 3 или 4 фамозни свршувачки кои што никогаш не се претвориле во нели прстен на прстот. Така што бегал и од професијата и од работата, што е нели рековме сакал да избегне да рано доаѓање на работа, после 2 и така натаму и конечно избегал од животот, бидејќи се согласивме дека навистина прерано заминува од овој свет. Но има едно нешто кај Кафка на кој што постојано се враќа, тоа е Прага. Мислам дека Прага тогаш особено Прага денес е градот на Кафка. Тој е претворен Кафка е претворен во брендот на овој град. Она што е она јаболче на Apple или оние 3 линии на Adidas, некако имам чувство дека тоа е денеска Кафка, ликот на Кафка е брендот на овој град. Професорке Стоименски Елзицар, можете да ми кажете повеќе за оваа врска меѓу Кафка и Прага? Веројатно тоа е поврзано и со еврејската заедница, бидејќи едно од најраните записи за постоење на еврејските заедници на европско тло е токму поврзано со Прага како град. Но истовремено целиот тој системски апаратус кој што го среќаваме во делата на Кафка, колку е можеби тој е инспириран од Прага како град во кој што тој живеел. Најголем дел од животот. Да, целиот живот тој живеел во Прага, меѓутоа патувал доста, излегувал и од Прага, не дека бил многу среќен што е во Прага. Неговиот однос кон Прага бил љубов омраза. Многу повеќе би сакал во Берлин да живее. Всушност и веридбите со Фелисија Бауер и можност да се пресели во Берлин, меѓутоа повторно се враќа во Прага, смртта го затекнува близу Виена. Не во Прага, меѓутоа телото се донесува за да се закопа на еврејските гробишта во Олшанската област на Прага. Значи, дефинитивно Прага е еден многу значаен момент во градењето на неговата личност и на неговото творештво. Ке се вратам малку, толку убави работи беа кажани за тоа трагање и за тоа бегање. Ми се чини дека тоа две лица на истата медала. Трагање и бегање. Мислам дека е тоа главното прашање кај Кафка. По што трага? Што бара? Бара смисла. Бара смисла на своето постоење. И еднаш вели дури што е смислата на животот? Единствена смисла на животот е дека ќе умреш. Бареме тоа никаква смисла. Затоа што би било ако и не умираме? Дури тогаш не би имало никаква смисла. Ова веќе парафразирам. Не е лошо, ама не е смисла. Нема да има смисла. Да, ама пред умирање кога бил во Виена, на лекарот му рекол уби ме, или ако не ме бризгаш, ти си убиец. Да, меѓутоа, пред смртта тој веќе е во една фаза со Дора Диамант, кај што се веќе некоја смисла наоѓа и се одлучува за јудеизам. Мислам дека дури тогаш некако се одлучува и мисли дека ќе оди во Палестина со својата млада невеста, дека се ќе се заврши. А целиот свој млад живот од 40 години трага и бега. Сега тоа трагање и бегање можете и просторно да си го замислите, нели? Низ простор се трага, се бега, се оди лево, десно, напред, назад, се влегува низ ходници, се оди во лавиринти, се оди во подземјето. Таа слика ќе ја најдете можеби во половина од неговите дела. Не само во процес, не само во замок, не само за мене најексплицитно е во расказот Јазбина, што е, како се ка, Дувло е кај нас преведено, не знам дали е најточно преведено. Тоа е подземно скривалиште на Јазовецот. И сега Јазовецот се крие под земја и си ги прави своите резерви, па лево, па десно си се проширува, па да живее уште малку, па да обстане уште малку. Што правиме ние во нашите животи? Сонја, може ли само една реченица, нема да говорам по. Да. Во Загреб
не се сеќавам кој професор, држеше цел семестар предавање за проксемиката кај Кавка. Тврдеше дека главен лик е просторот. Тоа што велиш. Просторот, тоа го велам, лавиринтот. Значи тоа заслужува цела книга. Извини, само како подкрепа. Јас мислам дека и тоа и Борхес го навело да го со своите патеки да се надоврзе на Кавка. Мислам дека тоа и Маркес понатаму. Дека тоа е еден многу важен сегмент од неговото. А каде го научил просторот кога ги отворил своите очи? Сега ќе ви раскажам каде. Своите очи ги отворил во зградата покрај црквата Свети Никола на Староградскиот плоштад. Некој биле од вас во Прага, некој не биле, ама сите сте го виделе Староградскиот плоштад. Староградскиот плоштад, Кавка цел живот се врти тука некаде, не повеќе од километар од Староградскиот плоштад. Сега, малку дигресија апропо она што ни носи во 21-виот век Кавка. Кавка е авторот, писателот кој стана книжевен селебрити. Ние на тоа до сега не бевме навикнати. Одеднаш 20-тиот век го јаде своето чедо. Популарната култура го јаде своето чедо. Ние сите го носиме Кавка на мајците, ставаме беџови Кавка. Особено американските млади тинеџерки одат горе да видат Златната уличка и 20 број 22 каде што наводно тој нели и си замислуваат кој знае колку се мачеше овој писател тука пишувајќи. Сега да знаат малку повеќе, ќе знаат дека Кавка изменил 10-15 куки. Не само во старо место, не само околу мислам, туку таа 22 всушност е една кукичка која заедно со сестра му отлаја една година ја најмил како едно биро за пишување, за осамување. Тој не живеел таму во тоа сопче. Да. Таму се осамувал за кога ќе излезе од својата здодевна работа да и се предаде на литературата. Ајде, тргнав од куќата покрај Свети Никола. Потоа, покрај Орлој, главниот астролошки часовник, главната куќа у минути ќе се вика Малечкавото, како да ја преведеме, куќата со најубави орнаменти, живеел на вториот кат. Учел гимназија во палатата Кински. Таа е Национална галерија на Чешка, исто на Староградскиот плоштад. Живеел известно време на улицата Целетна, во куќата на Трите кралови. Едно време живеел во куќата во Бродот, која е сега местото на Интерконтинентал хотелот во Прага. Значи, 15-тина куќи измено, тоа семејство не било сиромашно, тоа било средноимотно семејство. Постојано ме ги менувало затоа што таткото секаде каде што се живееле си имали дуќанче за штофови, за потрепштини разноразни, за мода и тоа му била преокупација, живеел значи на горниот кат, на долниот имал дуќанче во Целетна, во живеел едно време и во куќата на својата сестра. На крајот, дури пред да околу која се разболува, се осамува, пробува да живее сам во една зграда кај Златната пајка, но се вели дека таму најлошо поминал, дека не му било убаво, дека дури можеби тоа придонело за неговите за неговата болежливост. Но интересно е што како малечок учел училиште од Староградскиот плоштад, минувајќи зад Тинската црква, во едни тесни улички кај што сигурно ќе ме фати клаустрофобија и кај што одеднаш од таква светлина на плоштадот се впуштате во нешто што е толку мрачно и магловито, особено во некое утро, прашко можам да замислам какво е темно и што тој го минувал секој ден со страв. И можеби и тој простор на Прага има известно влијание во неговото постојано барање на таа смисла. Сега, реков, станува селебрити. Станува селебрити од овој век, во 21 до 2000 година, таму пред да се излезе на Микулаш од Капрова, само една мала статуа кажуваше дека во таа куќа е роден и дека само вратата е останата од оригиналната куќа, дека другото не е негово. Но после во 21 век веќе сите тие куќи се означени.
Зградите во кои работел? Работел во италијанската осигурителна компанија на Вацлавскиот булевар, на најголемиот плоштад во Прага. Потоа најголемиот дел од животот, 14 години, работел во тој завод за осигурување на лица што добиле инвалидитет при работа. Се замислете вие во 900 и некоја, втора деценија од 20 век, тој се занимава со осигурување на индустријски работник кому машината му го пресекла прстот или за нас веќе некои непојмливи се уште во тоа време урбани моменти. Значи тој живее во едно урбано средиште. Урбано средиште во која Европа ја преживува не само најголемата технолошко-индустријска просперитет, туку ги доживува бурата на идеи, авангардата, допира. Немојте да мислите дека луѓето не се интересирале едни за други. Се тоа допира. Сите авангардни струјања се тука околу него, експресионизмот германски во Виена, па и надреализмот. До сега малку обрнувавме внимание. Кундера ни рече, чекајте бе луѓе, ониризмот, испојувањето на неспојивите нешта, па во Франција толку неголемо се зборуваше за нив, а еве Кавка ги внесува во проза. Иста е годината, 24-та е, сега славиме 100 години на надреализмот и славиме 100 години од Кавка. Значи, сите тие европски искуства, воедно со тој урбан момент, веројатно имаат голем придонес во творештвото и профилот, но и во неговата личност. Тој не бил човек што седел само дома. Човекот одел во кафеани, се знаете, Арко кафеана, заводот е веднаш блиску. Во заводот работел до 1 и потоа одел во Арко кафеана, што е многу блиску. И тоа е се околу Старомјеске на Поричи, таму малку понатаму. Одел во Лувр, една позната кафеана. И денес ако влезете во Лувр, ќе ви дадат една голема брошура кај што ќе видите каде се Кавка се движел додека бил пражак, нели, пражанец. На другата страна од реката, на мала страна, одел само кога пишувал, нели, таму горе, кај на 22-ка, и една куќа има, што потоа е Американска амбасада, кај што исто така живеел. Значи, сега не е ни место, нити е важно сите да ви ги набројам, само да го доловам тоа, дека тоа е навистина не раскинлив од Прага. И сега Прага што прави? Прага го прави свој бренд. Сака да му се одолжи на овој автор. Како му се одолжува? Прави 3 интересни, во овој момент, ако одите во Прага, најинтересни споменици. Едниот е горе кај во еврејското гето. Еврејското гето е, нели, со Париска улица, таа е најраскошната улица во Прага. Еврејското гето, меѓу две улици, Душна и Везенска, кои се многу чудни по својот назив. Душна како дух, свети дух, ама некојаш може да би личи и на загушувачка, а Везенска е затвореничка. Е тука на нивното вкрстување оној споменик на Јарослав Рона, еден автор, 2004-2005, не знам точно кога е ставен. Сите сте го виделе, долу е празно, телото огромно е празно, а главата е самиот Кавка, човекот Кавка. Рона е многу посветен на Кавка, има многу слики на Кавка. Дури во едно интервју им изјавено, јас дури сакав да го ископам од гробиштата черепот да видам дали навистина на носот има грбка или нема грбка. Значи, до идоло поклонство се оди до толку пражаните му оддаваат почит. Тој е многу интересен споменик, не може точно да се разјасни, како и селото творештво на Кавка, секој индивидуално ќе си го протолкува. Велат, тој исто така вели дека е поврзано со една од приказните, од расказите. Мене многу ми личи на едно негово кажување во дневниците, кај што раскажува како за една ноќ ја напишал пресудата, за една ноќ ја напишал и толку му биле нозете стегнати кога требало да стане, толку се чувствувал како да се носел сами од себе на грб. Ми се чини дека тоа може би има врска, а има и врска оваа голема празнотија
може би како еден Кавка што е празен, како еден Кавка што е бирократ, како еден Кавка што е слушач на својот татко, како еден Кавка што тежне да влезе во тој граѓански морал, да стане татко на друго семејство, да биде вереник на друга жена, а сето тоа се коси со неговата творечка креативна разбурканост и одзгора наместо глава е ставена целата фигура на Кавка мал. Другата огромна статуа е главата на Кавка. Ставена е пред еден трговски центар и таа е целата ротира. Фактички е поврзана со преобразбата. Вие никогаш не ја гледате во иста форма. Постојано ротираат делчињата од огледалца кои го прават ликот на Кавка и вие постојано го гледате Кавка како се движи пред вас. И можете така да застанете и да си мислите и да си се сеќавате на неговите реченици, да нормално третиот од 2000 пак е тука некаде 10-15, ако не е 5-6, лажам, 5-6, музејот на Кавка, кој е на Кампа, на најубавото место од другата страна, на мала страна, но и тој е многу интересен музеј. Вие таму нема кој знае колку да научите, туку ќе ги почувствувате тие негови слики книжевни. Од двете страни довлегувате се оние фасцикли, фиоки, низ кои тој живеел, нели? Работел во тако кај што секаде има фиоки. И потоа го имате Прага, градот Прага како нешто меѓу имагинарно и екзистенцијално. Прага е нешто меѓу сонот и јавето, нешто што е простор кој не знаете точно да го дефинирате, во кој трагате по нешто. Пред самиот музеј има две бронзени фигури кои уринираат и при уринирањето наводно пишуваат некои работи што вие можете да им ги наредите преку мобилен телефон и такви некои закачки на спектаклот. Одеднаш најинтересниот книжевник стана спектакл. Да ве потсетам сега, меѓу неговите раскази има едно книжевник во гладување или гладен книжевник. Книжевникот што гладе е ставен во кафес како едно животно во циркус и гладува книжевникот, а сите поминуваат и го гледаат како спектакл. И мислам дека тој Марина Абрамович. Уметникот во гладување. Тоа е можеби таа негова профетска визија. Едноставно тој беше на почетокот од тој 20 век, што нас уште не дрма. Мислам дека ние сме во 21, ама уште таа авангарда, тие уште ги чувствуваме тие грчеви од тоа време, а па внимавајте, тоа и војната, 4 години војна има. Тој има тука една приказка и дека еден многу близок пријател од гимназијата му загинува како војник, со кој можеби има. Значи да не завлегувам сега во психолошките, тоа ќе биде приказна пред без крај, иако нели тој психолошки момент на писмото до таткото, јас лично го доживам тоа веќе како излекување. Кога човек е спремен да напише такво писмо до таткото, тој веќе се излеку, ама не, он го дал на мајката. Тоа што е до него е завршено, он го дал на мајката. Тоа што мајката не го дала за да го поштеди таткото, тоа е друг проблем. Ајде тука да застанам за Прага. Ти благодарам Сонја. Патувал Кавка, ма ќе патуваме и ние, бидејќи овој настан има интернационален карактер, со нас е доктор Господине Ланкер, најпрво ви честитам на интернационалната награда, драги, токму за еден од вашите преводи, што денес ја добивте за преводот на романот Пире, и ва благодарам што ја прифативте понудата да бидете дел од овој настан на оваа панел дискусија. Че вие ни доаѓате токму од Берлин, градот кој што веќе беше споменат како едно во подоцнежната фаза во последните години, драг град каде што завршил делотвориштвото, каде што бил со Дора Дијамант, така што Не со Дора. Како не? Не со Фелице живее. Дора Дијамант. Дора Ја Австрија, така е. Испраќа на смртната постела. Но ве прашуваме пред се од аспект на сегашниот момент, значи какво е местото на Кавка во германската литература денес? Односно во публиката имаме доста и млади луѓе кои сигурно во текот на образованието веќе се соочиле со творештвото на Кавка или допрва ќе се соочат тука во Македонија, но дали во Германија денес Кавка е неодминливо име и како и кај нас?
нас и како се исчитува на фонот на литературата создадена на германски јазик? Фала за поканата. Најпрво многу ми е драго што сум тука со вас. Значи, јас мислам дека најмногу од тоа што можам јас сега да кажам, веќе кажано овде. Значи, канонизација на Кафка секако и во Германија се чита уште во школо, мислам во курикулум, таму секако ќе се чита Кафка, ама од другата страна исто така, да кажеме, комерциализација, улогата на социјалните мрежи. Јас, например, иако е дел од курикулумот, не сум сигурен дали сите ќе го читат на вистина или дали на YouTube, например, ќе побарат, зашто таму има многу видеа, нели, со резиме, нешто дури со Playmobil фигурчиња. Сега процесот со Playmobil фигурчиња во 5 минути ќе сфатиш зашто е работата некако. И јазикот на Кафка, да бидам искрен, јас мислам дека не е толку едноставен. Значи да се чита, сепак е многу вешто, како речениците, вокабуларот. И јас би рекол дека може да е тешко да се чита за млади луѓе сега. Значи, има и graphic novel, например, сега. Значи, годинава сега со јубилејот, секако и во Германија, и претежно, мислам, во Германија има премногу нови книги за Кафка, ама не само книги, туку и други медиуми, реков graphic novel, видеоигра за животот на Кафка, нешто, се и се што. Значи, луѓето го знаат, младите го знаат, икона е некако, бренд е, мислам, светски бренд, не само од Прага, туку сите го препознаат, ама не знам колку ќе читат, ама пак на TikTok очигледно многу се дискутира. Не знам каква улога игра BookTok во Македонија, во Германија, тоа е нешто сега што се користи, млади луѓе читаат и после на TikTok има како критики и нешто, таму представат што мислеле така. Значи, ова BookTok е многу важна работа и за издавачи сега. Треба да гледат што има на BookTok и да учествуваат. И очигледно тие на BookTok читаат. Ама јас не сум професор во школа, не знам точно како е, тоа се само моите мисли и впечатоци. Значи, имаме икона, Франц Кафка, секој го знае, секој знае горе-доле за што е работата. И се чита, се предава, се чита, ама не знам колку се чита оригиналот, да кажеме. Или колку сега се прима преку други медиуми, преку видеа, преку филмови, преку видеоигри, преку се и се што. Благодарам. Сакам сега со професорката Делова Сињанова, која меѓу другото е, нели, професорка по чешка литература, дали Кафка има свој дом? Мислам, знам дека има, ама сакам и тоа да ни кажи во оваа национална книжевност. Колку што ми е познато, чешката литература во различни своји фази се изразувала и на други јазици освен чешкиот. Например, во средниот век и во реформацијата тоа било пред се латинскиот јазик, подоцна во периодот на просветителство е тоа германскиот јазик, дури имаме и некоја нели тоа германско влијание кое што се зборува за таа германизација, нели, на чешка, што во 19 век доведува до билингвалност. Листата на автори што припаѓаат на два јазика, вклучително во чешката литература е долг, најблиска асоциација нели е Милан Кундера, кој што прво пишуваше на чешки, подоцна на француски, но сега зборуваме за друг јазик. Така што кога зборуваме за некаква припадност на одредена национална книжевност, формалниот аспект е јазикот, но тука има и многу повеќе од тоа. Тоа се книжевните теми, стилот, пристапот на авторот што го има во своето творештво. Во таа смисла би сакале да ни кажете нешто повеќе за тоа е место на Франц Кафка во чешката литература. Во секој случај мислењата се многу подвоени во однос на припадност на Кафка, конкретно на чешката книжевност.
Денес, еве тоа веќе споменавме дека во поглед на туристички или како бренд на Прага, Кафка се наоѓа насекаде и актуелен и е прифатен. Меѓутоа, ако гледаме историски во прифаќањето на чешката книжевност, односот бил многу поинаков. Тој е факт дека живеел претежно во Прага и меѓутоа со оглед на тоа што нели на своето потекло, како еврејско потекло, германски како јазик мајчин, сепак тој чешкиот јазик го знаел затоа што одел во средно училиште и во суштина, ако збориме за неговиот однос кон чешката литература, тој ја познавал чешката литература на ниво на секој нормален чех од тоа време кој што завршил средно образование. Значи, од тој аспект Кафка може да се смета дека има живеел со чешкиот јазик, со чешката литература, па дури пишувал и љубовни писма на чешки или обожувал бабичка од Божена Немцова, например, и сето тоа. Меѓутоа чесите различно гледале и тоа мислам дека повеќе од политички аспект, затоа што во периодот пред Втората светска војна некои дела на Кафка биле преведувани на чешки јазик, значи се примала таа литература. Меѓутоа во периодот од 48 до 58 некаде година Кафка бил забранет автор. Значи, не смеело да се издаваат неговите дела и посебно толкуван од аспект на комунизмот, значи тој се сметал за некој автор кој што пишува некаква буржуазка декадентна литература и така натаму. Сега има еден период кога во 1963 има една одржана меѓународна конференција од која што е мощна, важна за тоа како се гледа Кафка во чешката литература. Ја организирале претежно професори од Карловиот универзитет кои што се занимавале со германска литература и кои што го преферирале и сакале да направат, значи, таква една конференција која што се нарекува за германската литература, прашката германска литература, затоа што е факт дека во Прага се зборувало, значи, во тој некој период и чешки, германски, еврејски, затоа што била многу национална. Меѓутоа, во тој период, во воведниот говор, Марија Мајерова го вклучува Кафка во чешката литература. Значи, како дел од чешката култура и на некој начин го враќаат, да речеме, Кафка назад дома во чешката литература. Меѓутоа, и таа конференција тогаш се смета за еден мегник на тоа дека Чешка се отвара, се демократизира во еден таков комунистички режим и тогаш почнуваат повторно да се преведуваат делата на Кафка, да се вклучат во библиотеките, да може да се чита слободно, но тоа трае кратко, се до Пражката пролет, 68 година и периодот на нормализација кога Кафка е строго забранет. Во тој период тргнате од рафтовите на библиотеките, не се учи во училиштата и организаторите на таа конференција морале или доброволно да заминат или морале да заминат во екзил. Значи, сите оние кои што имале позитивно мислење за Кафка морале да бидат тргнати на страна. И јавноста, да речеме читателска или било каква чешка средина, не можела да дојде така лесно до овие изданија на преводите на Кафка. Меѓутоа, тоа не значило дека Кафка сосема бил тргнат, затоа што токму во сам издатната литература или она литература која што во екзил, да речеме, или писателите кои што биле надвор или кои што имале сам издати, објавувале и секогаш под рака се наоѓале делата на Кафка, се читале и затоа можам да кажам дека
се смета дека Кавка извршил многу големо влијание врз чешките писатели, како што Иван Клима, Бохумил Храбал, па и Кундера, например, меѓутоа од друга страна извршили големо влијание врз филмското творештво, односно режисерите како Форман, Вера Хикилова биле под големо влијание на делата на Кавка. Значи, можеме да кажеме дека тој сепак има свое влијание што го направил врз чешката литература, а тој пак самиот не може да се издвои од таа чешка култура или литература затоа што тој живеел, дишал во Прага или во таа чешка средина. Така што може да се каже дека е дел од чешката литература, иако како дел од чешкојазичната книжевност не се проучува, иако сега веќе е воведен во школите во Чешка, има задолжителна литература која што треба да ја читаат младите и така натаму. Сега нормално дека некаде околу 83-та година успеале на годишнината од раѓањето, на 100 годишнина од раѓањето, мислам, доаѓа така на Кавка, издавачката куќа Одеон, која што е и денес престижна издавачка куќа, успеале некој дел од расказите да објават, меѓутоа во толку мал тираж што практично не стигнале до полиците на книжарниците. Значи, колку да се рече дека нешто се одбележало. И тоа е така се до Кадифената револуција, 89-та година, кога веќе се менува, се отваря и почнува Чешка да се, нели, тие забранети фондови што биле во време на комунизмот да ги ослободува. И од 1990 година има Сдружение на Франц Кавка, кое што со седиште во Прага, кое што е посветено на творештвото на Кавка, организира разни средби, читања, перформанси, сето тоа, а од 2001 година е воведена и наградата Франц Кавка, која што има добиено многу престижни писатели, од Кундера, Иван Клима, па и Елфрида Јелинек и така натаму, така што не е само чешки автори. Значи, денеска може чесите го сметаат на еден начин како свој. Иако, ако го кажеме Кундера сега, тие се повредени од тоа што тој веќе не пишува на чешки јазик, па затоа и во алманасите еден период беше забранет, така што може би суетата некогаш влијае затоа што е на некој начин нивен, а не пишува, мислам што би се однесувал и на Кавка, например. Така што работите во чешката, значи поимањата или дали Кавка е дел од чешката книжевност е некогаш во историски гледано политички му е повлијано, да, има политичко влијание. Сонја. Добро, на крајот, но секако не е најмалку важен, напротив, преведувачот, еден од преведувачите на Кавка во Македонија, Бобан Здравковски Андреевски, морам да кажам дека Дневниците на Кавка, да бидеме должни кон другите преведувачи, е преведен од Ксенија Чочкова, барем во издание на Антолог, и Америка од Душан Какаевска, Процес и Замок Бобан Здравковски Андреевски, во овие најнови изданија, и сега се преведуваат собраните раскази на Кавка заедно во една синергија на Ксенија Чочкова и на Душан Какаевска. Зашто велам напротив, бидејќи без вас преведувачите немаше да имаме можност ние да дискутираме во ваков распон денеска сите овде. Кога сега размислувам на темата, би рекол дека дури насловот на оваа дискусија, мислам дека се вика читајќи го, преведувајќи го Кавка, треба да се вика преведувајќи го, читајќи го Кавка, бидејќи ако вие не го преведете, ние не можеме да го читаме. Затоа вашата работа е толку важна. Вие работевте на Замок и на Процес на преведувањето, но сега работите и на редактура на, бидејќи кога се работи со двајца преведувачи, тоа е веќе специфично и ни требаше некој кој што го знае германскиот јазик да може сето тоа да го стави во ред. Работите и на редактура на неговата проза.
Така што кажете ми колку преведувачот има можност подлабински да се запознае со одреден автор како Кавка и преку јазикот што авторот го користи, изборот на зборови, синтаксата, културолошките нели слики и пораки кои што се на некое подлабинско ниво, и вие да откриете некоја смисла која што ние само како читатели не би можеле, или во една поширока смисла баш онака есновски, со кои стапици се соочивте додека ги преведувавте и уредувавте делата на Франц Кавка? Преведувањето до некаде е неблагородна работа, бидејќи преведувате туѓи мисли. Ако некој е само преведувач, професионален, мислам да, може да се преведе нешто, но да се пренесе оној книжевен елемент од дело. До определен автор мора да постои некоја љубов, просто некоја иницијација. Во оваа претходните говорници беа мощни, информативни, ама исто така преостанува, например, кога ќе се каже за Кавка, само да во овој момент останува само асоциација. Токму асоциациите се тие нешто кои што треба, тоа е мета димензија на текстот да се пренесе на друг јазик, токму тоа го прави да некој превод биде успешен. Асоциација на Кавка, прво нешто мене ми доаѓа таа несовпадност. Кавка е несовпаѓање со сопственото тело, неисполнување на желбите на сопствениот татко, да се живе во определена средина каде што сосема не соодветствува со карактерот. Исторно да се биде моќен во своето впивање на стварноста и тоа да се преточи. И сето тоа да се пишува и да се пишува така преполно со не тоа ентузијазам, па да ентузијазам, но истовремено тоа да се вточи во тоа сета своја енергија за да биде еден вид и бег, а од друга страна и да биде нешто што создава ново, бидејќи книжевноста е создавање на некој друг свет. Кавка е создавање на друг свет. Кавка истовремено се есејништо, сите го присвојуваат, го има повеќе збирки. Например, да кажеме, неговата императорска порака го има во една антологија на текстови од областа на филозофијата, на религијата. Кавка нема никаков спој со религија. Нема ништо со него, кај него нема никакви контексти. Тој е налик на еден друг писател, филозоф, данецот Кierkegaard, кој што од себе извлекува филозофија. Кај него повеќе во тие автори повеќе нема објективност, туку од себе вадат една реалност и истовремено таа реалност е рефлексија на тоа што го доживуваат. Кавка е сиво и бело. Прага, тој тесен круг е што живеел, истовремено може би да и Скопје. Скопје мене ми така сиво и бело. Па сега кога ќе се спои таа, да кажеме, кога гледаш и кога го читаш текстот и кога тоа го пренесваш на македонски јазик, убави се тие асоциации. Просто тоа е тоа што гони да убаво биде срочено, да биде нешто по македончено. Неговиот стил е многу чист, прецизен, германскиот јазик е податлив за прецизност, за точност. Но од друга страна па има никакви игриви моменти каде што мора да се употребат некој македонски, просто некоја игра. Тој спои таа вештина да се направи убав превод и исторно да човек тој што преведува или пак го уредува тој превод да каже да ова може добро звучи на македонски, да. Тоа е. Кавка е битен. Кавка ова што се случува, што претходните говорници го кажа, а тоа Кавка не би го сакал. Воопшто. Тој е еден свет кој што е некавкијански, а го обожава Кавка. Тоа е токму таа дискрапанца истовремено и за време на неговиот живот тој е живеел таа дискрапанца. Единствено нешто кај што можел да се вточи себе, токму е пишувањето. Таа предаденост на тоа да се ги пренесе своите мисли. Истовремено да биде и одраз, а истовремено тој свет кој што го пишува и што го вточува во текстот да биде не само негов. Така да има паралели со реалноста. На крајот на криштавата, онаа гадинка или инсектот во преобразба е удрена и повредена смртно токму од таткото. Истовремено, тука може да се гледа таа безгрижност, како тој умира, тоа умирање, всушност таа спојливост со сопствената ништост, токму тоа е она што рековме се, како денеска го гледа, дури го има победжливи, дури популарен, дури не знаете што зборуваат за него, всушност само го потребуваат неговиот израз, кој знаете, говори повеќе за овој свет колку за тоа. Или малку нешто повеќе од ништо, а тоа е многу нешто, но
до толку да се ништи себе, да се предава во други суштества, да се осликува во гадинки, да се осликува како жртва. Препоставам дека сите во 40-те години, ако останал жив, кај го смислил на уред, во кој што буквално бил убиен, во еден познат негов расказ, сето тоа значи Кафка, да се биде свој, да се изроден собствен свет, исто време да биде, како да кажем, предходница, па дури на постмодерна, да нема никаков контекст со ништо, ниту со идеологија, ниту со идеја некоја објективна, со апсолут, или пак истовремено да биде по контекст. Кафка не е ништо, тој е несовпаѓање. Тој токму тој чемер го вточува во своето дело. И токму таа искреност, таа енергија делува и денеска. Затоа е кај правите љубители на кај правите љубители на прави книжевни дела, доаѓа ја впива таа мисла, ја впива таа негова енергија, токму таа искреност. Токму тоа како уметноста, ефектот на уметноста токму од адекватно живење, од адекватно творење, истовремено нешто што Кафка е похален, а ниту тој не би сакал да биде похален. Кафка е нешто сосема истовремено и малку и се. Така да и многу е добро и истовремено битно за оваа култура да се објават неговите дела. Има обиди за објавување, имало и објавување на убави преводи, но ваква сериозна сега настојба да се преведат сите негови дела е навистина за поздрав. Ви благодарам, но би било и одлично за крај, но имам уште нешто да прашам, а во секој случај кога ги слушам сите соговорници, сваќаме сите, не само јас, колку комплексна, на моменти амбивалентна, па дури контрадикторна лично, затоа што беа кажани дури понекогаш и различни ставови, така што веројатно би ни требале многу часови да дискутираме и повторно не би можеле да го фатиме и сватиме Кафка. Истовремено сето тоа ни укажува колку е тој значаен, колку остава голема трага, така што моето финално прашање, не мора сите, но не е до никого конкретно е колку да не постоеше Кафка, колку литературата светска, европска, па дури и македонска би била различна, а додиме можеби во еден и уште поинтензивен распон, колку и светот би бил различен ако не постоеше Кафка. Што гледаш во мене? Јас вака, мислам, прво, многу убаво каже и Бобан и немам што после него да кажам. Сите убаво говоревме, меѓутоа, мислам дека он најубаво го каже тоа ништожество. Тој сака да помине во ништожество и токму со тоа стана камен темелник на цел еден век. Значи, ние не можеме од него да се ослободиме. Јас ви кажав, не знам кој држеше во Загреб предавање, јас после се занимавав со тоа. Исто ме поттикна. Тој таков гений, што после психијатри од рангот на Едвард Хол проучуваа простори, центрипетални, центрифугални, она сослушување во дневна соба кај што некои мрсулави деца околу перачката, нели? Посилна порака дека ни влегоа во дневната. Во дневната ни се влезени. Кој? Не знам. Тоа вели Кафка. Не знам. Значи, а да го немавме, тоа е исто како да требаше сега да го преведуваме, ама да немаме еден вокал. Да кажеме А. Го немаме вокалот. Ајде преведувајте. Тоа е мојот одговор. Боре, ако е тоа... Еве, јас само да кажам со еден последен цитат од Кафка. Многу интересен ми е. Вели, целта на нашиот пат е да го најдеме патот до нашата цел. Така е, одлично. Така да запрашам. Ќе би го... Das Ziel unseres Weges, der Sinn des Zieles ist den Weg dazu zu finden. Така некако. Повеќе те разбрав ова првото. Значи целта, ама треба да се
замислиш, нели? Не Целта на јас нас. што разбрав затоа што германски ништо. А инаку тој влегува и во Ако, се шегувам. и модерен бил, меѓу другото бил вегетаријанец, не знам дали знаевте тоа. Затоа го зборим во 2024. И бил свесен за сега велите ништо не сакал, меѓутоа човекот секој утро гимнастицирал на отворен прозорец без алишта. Одел во И јас пробам ништо, па падне. Не може да оди во бордели, тоа е работа, не одиме во бордели. Јас преживеав една навистина инспиративна метаморфоза на фонот на годинашниот слоган, бидејќи еве во 18 часот веќе во склоп на фестивалот Букстар имаме следен настан од Каршија во лабораториум. Ве поканувам и на другите настани кои што преостануваат во нашата програма. Ви благодарам на сите учесници на сценава и на сите вас отаде и пред се на Europe House кои што беа срдечни домаќини денеска за овој прекрасен настан во склоп на 10-тото јубилејно издание на фестивалот Букстар. Се гледаме во некоја следна прилика. Благодариме.